Повторно манипулација со институтот Европско знаменце, сега на Законот за Академија на суди и јавни обвинители. Почитувани, денес на Комисијата за политички систем и односи помеѓу заедниците и на Комисијата за европски прашања, предводени од СДСМ, сака да се протне предлог Законот за Академија на суди и јавни обвинители, и тоа со злоупотреба на Европското знаменце. Истиот текст на закон беше доставен до собранието на почетокот на месец август во редовна постапка без знамето на Европската Унија. За подоцна истиот биде повлечен од страна на владата, па повторно поднесен со знамето на Европската Унија и ставен на 2 комисиски расправи во исто време денес. Со предлог законот не се предвидени податоци за изворните акти на Европската Унија во полн назив, број, датум, ниту пак е наведен правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласување, што е спротивно на член 135 став 4 и 5 од деловникот на собранието. Начинот на избор на суди и јавни обвинители е суверено право на секоја земја членка на Европската Унија и не постои европска регулатива која ја третира оваа материја. Па се докажува дека власта манипулира со институтот Европско знаме, но и со материјалните и човечките ресурси кои ги вложува Европската Унија за реформите во Македонија. Текстот на законот, замислете, нема ниту кореспондентна табела, врз која се врши осогласувањето со законот со правото на Европската Унија, а веќе се наоѓа на Комисијата за европски прашања. Дополнително, во постоечкото законско решение, субјективното влијание на приемната комисија, пред која се полага само усмениот дел од испитот, изнесува до максимум 15% од вкупната оценка за секој кандидат, за разлика од предложените законски измени, каде субјективното влијание изнесува дури 50%. Со предложените законски измени се предлага и писмениот и усмениот дел да се полагаат пред приемната комисија и да имаат учество со 50% од вкупната оценка за кандидатот, што е преголемо субјективно влијание и дискреционно овластување врз оценката на кандидатот. Фактот што во приемната комисија и програмскиот совет ќе членува лице лично номинирано од страна на министерот за правда при полагање на писмениот и усмениот дел од испитот, ќе значи директно партиско влијание на министерот за правда и негово дискреционно овластување во оценувањето на кандидатите, а со тоа и со изборите на суди и јавни обвинители. Исто така, правно е спорно и нелогично државен службеник усно да испитува кандидати за суди и јавни обвинители кои работат како адвокати, стручни судски и јавно обвинителски службеници за практична примена на законот во граѓанското и кривичното право, а самиот тој државен службеник не работи во таа област. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ бара од матичната комисија да се организира јавна расправа околу овој предлог закон, на која што врвни експерти од правната фела ќе можат на транспарентен начин да ги дадат своите забелешки и заеднички да се изработи едно квалитетно законско решение кое што ќе ја врати довербата на граѓаните во судскиот систем. За оваа злоупотреба на СДСМ ќе ги информираме и ОПСЕ, и Европската комисија, и Американската амбасада, и Француската амбасада, кои што се финансиери на оваа академија и се косат со нивните заложби за реформи во правосудниот систем. Ви благодарам. Дали има некакви прашања? Пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат присутни и на двете комисии, ќе се обидат да издействуваат овој закон да биде повлечен од собраниска процедура и исто така инсистираме на една јавна расправа на која што ќе бидат присутни стручни лица од оваа правна фела и ќе разговараме за предлог законот. Ова е предлог закон со 75 члена, целосно нов закон за кој што е потребна дебата во стручната јавност за да се добие едно квалитетно законско решение. Ви благодарам.
Денес во 11 часот имаше закажена комисија за труд и социјална политика и на таа комисија како еден од предложените закони беше за неделен работен ден. Меѓутоа, пратеничката група на ВМРО ДПМН, сметајќи дека во моментот е најзначајно за македонската јавност да ја дознае вистината за модуларните болници, побара информација, односно поднесе барање за добивање на информација од страна на министерката Шахпаска за состојбата со модуларните болници и нивната изградба. Заради тоа што заемот кој што беше од 90 милиони евра, а кој што одеше преку Европската банка, беше во надлежност на Министерката за труд и социјална политика и таа ги подпишувала договорите за изградба на овие модуларни болници. Бидејќи денес во исто време гледаме дека министерката е повикувана да биде и сведок во обвинителството, за нас значајно би било истата овдена комисија да ја распрашаме околу надлежностите кои што ги имаше со овој закон и да излеземе со вистината пред македонската јавност за тоа чива е одговорноста за ваквите модуларни болници кои што биле изградени во Македонија.